Овој сувенир, изработен во резба од дрво, е дело на мојот гостин на кој што ја посветувам денешната емисија. Драган Еловски е припадник на средната генерација резбари, кои што ја продолжуваат традицијата на резбарската школа и правец во Охрид. Ја следи работата и ја продолжува работата на своите претходници, создавајќи прекрасни уметнички дела во резба. Од разговорот со него ќе дознаете како започнал пред 2 децении да го изучува овој занает во некогашното резбарско ателје на ЕМО. Ќе дознаете и сега кој ја почитува најмногу од оние посетители кои што доаѓаат во неговото ателје резбата како уметност. Ве поканувам да останете заедно со Печат. Резбарството одамнина е препознатлива уметност за македонските неимари. Под рамномерните удари на токмакот и длетото во ореовото дрво, вештите раце на мајсторите создаваат ремек дела достојни за почит. Резбарите ги вдлабуваат своите емоции во уникатните и неповторливи резби. Создаваат уметност од плитката, длабоката и крозираната резба, го врваат патот на своите предци и оставаат неизбришлива трага за своите следбеници. Драган Еловски припаѓа на средната генерација охридски резбари. Повеќе од 2 децении креира прекрасни уметнички предмети во резба. Неговата професионална животна приказна започнува во резбарското ателје на некогашниот стопански гигант ЕМО. Стартот беше сосем случаен. Во една прилика сам на дрво нешто со ножи работав и една пријателка ми кажа дека имат ателје за резба во склопот на ЕМО и дека да пробам можам да се занимавам со оваа работа. И ојдов во ЕМО и така случајно останав таму, 10 години работав таму, па после отворив приватно. Еловски тајните на резбарството почнал да ги учи од резбарите кои биле ученици на Охридската дуборезачка школа. Во работилницата во ЕМО имаше резбари кои занајатот го печеле кај под раководство на Стефчо Гроздан, на Доко Ајри, на Љупчо Џамбас и на други постари резбари. Јас кој дојдов таму, тогаш беа тие заминати од ЕМО, така да јас учев од нивните ученици. Од Љупчо Спасевски, Божин, Цветко, Пере, така. Искусните мајстори несебично ги споделувале вештините во својот занает и ги пренесувале на помладите кои имале желба да го научат, раскажува Еловски. Не го крие своето знаење, особено неколку души што стварно од нив научив. Не криеа ништо, него сакаа да што повеќе луѓе да ја совладат овој занает и да остане како трајно наследство на културата на Македонија. Еловски се навраќа на почетоците од неговото доаѓање во резбарското ателје. Имаше помлади,
Бевме негојде околу 6-17 души. Само работата беше во тоа што полека почнаа да го редуцират бројот на резбарите, да ги пуштат на друго место, друго работно место, така да со тек на време се намаливме негде на крајот на 5-6 души. Па јас си заминав од таму, остана уште 4-5 души и последна година се затвори скроз ателието што беше во склоп на его. Периодот на совладување на тајните на занаетот кај Неловски останал во убаво сеќавање. Ме асоцират на време кога можеше човек да и да стварат и да живит од тоа што ќе го створит. За разлика од сега, како поминуваат години, се е послабо и послабо. Можеше бајги да се научи, затоа што прво луѓето што работеа таму го знаеа занаетот. Второ што во секое време имаше достапни материјал за работа, цртежи за работа, можеше да се разменет искуства со другите вработени, пошто бевме многу што работавме, можевме да си помогнеме еден на друг. Секој уметник се сеќава на своето прво направено дело. Обично прво се вежбаше цртањето на цртежи, се спремаја за дугорез, па после се премини на работа на плитка резба. И кога се совладат работата со плитка резба, се премини на длабока подкопана или скрозирана резба. Па првото го чувам дома моментално. Тоа со дозвола од директорот на ЕМО. Ми беше дозволено првото што ги имам сработено, си го земам дома. Плитка резба беше, цветен мотив. Првото што сум го работел со помош и на тие што ме учеле. Затоа што негде кај што ќе сгрешиш, ќе го искоригира, тие ќе го направат. Се правеше негде околу месец дена. Се работеше на него. Ама сепак не нешто велелепно направено, ама остана да го имам трајно за цел живот. Денес колку време би работел на такво? Негде 3-4 дена. Резбарот кој сосема случајно се нашол во овој занает, вели дека веднаш се пронашол себе си во оваа древна уметност. Никој пат не ми дошло да се откажам, него покрај тоа што сакав да совладам таа техника и тој занает, сакав и да го проширам тоа знаење, пошто одма почнав и паралелно да пробам да работам икони во дугорез. И така да се најдов негде себе си во таа работа. Па почнав нешто да експериментирам, да правам работи од дуборез, што се за секојдневна употреба, сијалици, столни лампи, пајнци на маса и така. Па после почнав да работам и на комоди, столици, маси. Така да самиот занает, самиот работа во резбата дава многу можности човек да се искажи и да сработи. Неловски со леснотија ги совладал и денес подеднако успешно ги работи
трите видови резба. Тешка, лесна, кога се совладат, не представуваат тешкотија. Единствено што е потребно многу повеќе време за од еден тип да друг да го работиш. Плитката е, ја рачунаме како наједноставна за работа. Таа е дводимензионална фактички. Сега длабоката подкопана се работат измеѓу позадината и елементите кои се во резба. Скрозираната е да се истет позадината. Негде дека тежината на работа помеѓу скрозираната резба и длабоката подкопана е тука некаде. Така да нема некоја, бар тие што се навлезени во овај занај, знае дека тежината на работа не е во самата работа, него во колку посложени елементи имат и да се изведат. А кои се посложени елементи? Зависи како ќе го од самиот мајстор, од самиот уметник, како ќе го изведи, например, да речеме еден лист, како ќе го свртит, како ќе го подкопат и така. Која е она... Затоа што самата работа дават некој пат да си ја поедноставиш работата, некој пат ако имаш повеќе време и ако инспирација, ако имаш тоа што ја правиш посложена, од едноставно правиш сложено. Открива дека сепак во занаетот предизвик му е изработката на икони. За икониве покрај техниката и треба да имаш нешто и во тебе. И секоја една икона кога ја работам, јас никој пат, мада и во другата резба, никој пат не можеш иста резба да направиш, истиот цртеж да го работаш, не можеш исто да го направиш, ама во икониве, во ликовите идат многу повеќе до израсто. Затоа што стално настојавам некои работи што си имам замислено дека сум ги пропуштил во претходната икона, да ги сработам, да ги внесам и да ги истакнам на самата икона, во наредната настојавам да тие работи ги направам. Што е со статуетките? Да ги исто статуетките се исто еден вид икона, али што се во сите димензии. Обично Свети Климент се работат во статуетка, Свети Наум, Свети Никола, поголемите празници наши што се, и обично и Свети Климент е Охрид најзастапен затоа што е патрон на градот и секој еден кој ќе негде да однеси поклон или кој ќе дојде некој делегација во Охрид, се барат статуа Свети Климент. Прва икона која ја сработил била на светецот заштитник на Охрид, Свети Климент. Ден денес кога ја видам, пошто и не ја чувам, како спомен, кога ја видам, но се разликви многу од тоа што го правам денес. И обично, како што реков, со секоја една наредна што ќе ја работаш, си внесвиш нешто ново и пробвиш нешто ново и секој пат е по новото подобро од претходното. Неловски кажува од што зависи, како резбарите ќе ги представат ликовите на светителите. Затоа е чисто индивидуално и зависи и од муштеријата што вида да ја купи таа статуетка. Јас никој пат не сум велел дека е моето подобро од некого, затоа што секој со своји очи гледат и своји раце правит. И за секој еден си вложил труд и знаење и тоа мора да му се вреднува.
Поголемиот дел од купувачите знаат да го вреднуваат трудот вложен во резбите над кои се вложуваат сатима котрпна работа. Има и непристојни понуди на цени при купувањето, вели со насмев Канеловски. Тие што се разбират од резба и што знаат што представјат резбата во Македонија и како се прави и колку време трае праењето и трудот што е вложен и знаењето што е вложено, ја ценет и не прават обично проблем ни за цена, ни за ништо. А некои што сакат само да имат резба, колку да се речите имам резба од Охрид, а сака да поменит да ја земи за бадијала, тука настануваат така, не проблеми, него едноставно, кога ќе дојде таков муштеријат, те девалвира тебе како уметник, како мајстор. Како се справуваш со ова? Се справувам. До некоја разумна цена можам и да правам муабет да ја спуштам цената. Ама се што е веќе над тоа разумното и опште не дискутирам. Има ли непристојни понуди од купувачи? Има многу. И не само од наши, него и од странци. Има многу. Тоа е тоа. Во неговото ателје Трон на улицата Самоилова го посетуваат голем број странци и домашни туристи. Открива кој народ имаат најголем респект кон оваа уметност, но и желба да пробаат да удрат со токмакот и длетото во ореовото парче дрво од кое се создава уметничко дело. Најпоќе што ја разбират резбава и што саке да ја гледат резбави да ја купат резбава се од Америка, американците. Не знам зашо, ама тие многу ја ценат резбата. И кој американец рекол во Дуќанов без резба не си заминал. Коментарот е конечно нешто да видиме што не е кинеско, нешто што вреди, што е направено со љубов и со рака. Тоа е коментар. И да праше за цена, кога ќе му ја кажам цената, дори вика тие што се разбират во таа работа, вика дека е ефтино, а не дека е скапо. Јапонците само сликет и very nice, goodbye, thank you и толку е кај јапонците. Кај не ми сликата е побитна него да го имат нештото опипливо. Европјаните кога како и кој како. Обично англичани, французи да. И така. Другите многу слабо е купат резба. Балканските србите најпоќе ја ценет. Бугарите, али куповната моќ на Балканот се знае, така да. Нашите луѓе, македонците, а охриѓаните посебно ја ценат оваа уметност, додава Неловски. Обично, ви кажам, нашиот народ, особено од овде, од Охрид, што ја цени резбата и што ја вреднува резбата, кога ќе треба негде или да се очестет, или за свадба, или за било што, ја купат резбата и опште не прават муабет за цената. Знаат што барат и знаат за тие пари што добиват. Што најчесто бараат купувачите? Најчесто Кој за... најчесто продаваниот? Стриктно нема, да речеме ова е и то се продава само. Длабока резба се продават во цветен мотив, во лоза и Свети Климент од иконите најпоќе. После тоа иде Свети Никола, Богоројца, Свети Ѓорѓе, Свети Димитрија, тие се најбараните икони. И обично тие икони ги имам во секое време кај мене. Другите икони ги правам по порачка. Уметнички дела од неговото ателје има во сите делови на светот. Оние кои влегле во неговото резбарско ателје, воодушевени од резбата, не излегле со празни раце. Негови резби поседуваат и светски политичари. Дуќанов е на најпрометната улица во стариот дел на градов
ретко која делегација што поминала тука да не влегла во Доѓанов. Некои од еминентни личности и купиле резба од кај мене, некои не, едноставно само разгледале, се распрашале, интересирало и така. Иначе, од попознатите, можам да речем дека америчкиот амбасадор Пол Волерс имат статуетка Свети Климент купено. После јас неколку години го добивав тендерот за резба во Собрание на Република Македонија, така да председателот на Собрание кога ќе одел надвор или кога ќе му дојделе гости, поклон кога ќе давал резба, давал од моите резби. Најпознато е резбата што ја поклони на папата во Рим, беше од овај доѓа. Со Неловски разговараме за работата на старите мајстори кои оставиле ремек дела од непроценлива вредност во македонските манастири и цркви. Со тага во гласот вели дека полека и во оваа уметност влегува современа технологија. Имат доста. Секој еден во Македонија еднош бил барем во Бигорски и ја знаат таа резба што ја направиле врни мајстори. И секој еден од нас, ден денес, пошто постојат многу списанија, книги за таму, кога листат човек, кога гледа што мој да научи, да приклади во својата работа, да изведи нешто од тие што извеле тогаш и така. Тие ги биле гениалци. Во тоа време нивно, тоа што го правеле и со тој алат што ги имале, биле гениалци. И голема штета е во Македонија ако овај занат изумри со појавата на овие ЦНЦ машини, на пантографии, не знам што почва да се користат на големо, а се прикажи како македонска резба. Не е тоа. Македонска резба е да се направи дрвото од дрво, да му се со раце, да му се даде душа. Све е комерција, све се базира на тоа што побрзо се направи, да се продаде, да се земат пари, да се свртат парите и така. А кај е уметноста, кај е љубовта према занаетот, тоа го нема веќе. Во Охрид сме, ми се чини едни од ретките што успеваме на некој начин да ја одржиме оваа традиција. Стана збори за иконостасите кои тој ги изработил за цркви во околинава, но и за Австралија. Спомена и за функционирањето на резбарските тајфи во градов. Обично мотивите на иконостасите се цветен мотив или лоза се работат. Работата е огромна, голема. Се работат во трите вида, зависи од муштеријата, се работат за трите вида на резба, дали плитка, длабока подкопана, скрозирана, зависи кој што барат. Така да има многу работа. И затоа иконостас нема многу ретко се прави сам да го правиш, пошто има многу работа и затоа се земат поќе души се здружват да се заврши побрзо работата. Пошто временски е долг периодот за правење. Ако го работаш сам, тоаш години ќе ти требат, а вака колку луѓе поќе се, толку се скратви времето за работа.
изоставен дел од разговорот беше од кого Неловски го наследил уметничкиот ген. Па јас колку што знам, прадедо мој има правено ковчези за алишта дрвени и тие на ним имат скромна резба направена. Па така да сметам дека од таму негде е коренот. Во семејството на Драган Еловски уметничкиот ген продолжува да се наследува. Уметничка наклоност имаат и двајцата негови синови Иво и Дарко. Тој е подготвен своето знаење да го сподели со своите синови, но и со помладите кои имаат желба да го учат резбарскиот занает, но засега законот го лимитира. И него и останатите резбари. Пребит, што е најтрагично, јас не можам ни чираци, ни калфи да земам кај мене, морам да имам мајсторска диплома. Јас имам поднесено барање за мајсторска диплома, ја колку скоро една година се чекат, затоа што дајана е некоја сума на пари, што треба сиве занајчи од Охрид да ја платиме, за да можеме да полагаме било кој со кој занај се занимава, да полагаме за мајстори, за да можеме да обучиме калфи. Арнама не се јавија толку луѓе, а сумата е фиксна таа, и се излеги дека ако се јавија 50 души, ќе платиме по 500 денари. А сега се јавени само 5 души, а треба да платиме по 5000 денари. И се не можеш, некој имат, некој немат, да дајат пари, и заради тоа не е одржан тој семинар, како се викат курс, за да дојме до такви дипломи. Драган Еловски по 2 децении, додека трпеливо ја чека дипломата за мајстор, продолжува вредно да му вдахнува живот на ореовото дрво. Мако трпната работа, за која сите веруваат дека треба да се има многу нерви, за Неловски е лек и смирение. Во неговото ателје секојдневно под ударот на токмакот и длетото продолжува да создава прекрасни резби, делови од иконостаси, икони и статуетки и да ја продолжува традицијата на некогашните генијални македонски резбари. Сите амбасадори. И не знаете, нема слики.